Добро утро, добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Гостин во овој дел е Илче Затараковски, сатиричар. Еден од авторите на хумористичната платформа Кооперација.мк, вработен во PR агенција како копирајтер, охриѓенец што живее во Скопје, креативен млад човек кој пишува интересни статуси на Facebook, но не сака да го нарекуваат инфлуенсер. Добро дојдовте во утринската програма на Телма, да си кажеме за хуморот и сатирата. Пропуштив нешто во најавата да ве опишам со уште некој епитет? Па, нов мандатар на следната влада, не знам. Мислам се зезам, тоа е тоа. Отприлика исто луѓе не познаваат, па затоа. Но можно и нов мандатар. Ништо чудно, да. Зошто да не? Да. Што најмногу, така ве најави дека пишувате интересни статуси на Facebook, речи си секојдневно. Така. Меѓутоа, ете, креативноста е вашиот најдобар атрибут, веројатно. Што најмногу ве инспирира? Па секојдневието, политиката, пред се политиката, апсурдот во политиката, апсурдите кај нас што се случуваат посебно. Апсурдите што се видливи на секој чекор во нашето живење како општествен феномен или апсурдите во политиката? Имате специјалност или? Па добро, имаме ние и апсурди во општеството доста, ама политиката е главен двигател на тие апсурди и мислам само се надоврзуваат на тоа општествените апсурди. Имаме ли како општество сенс за здрав издржан хумор? Па не би рекол баш. Тука поделбите и веќе тоа што рековме апсурдите во политиката си го прават своето и голем дел од луѓето исмејувањата на политичарите или на одредени политички партии ги примаат како лични напади и спремни се да етикетираат, да омаловажуваат, па мислам дека немаме толку чувство, не би рекол. Како реагираат обично тие кога ги споменувате или кога асоцирате на некој таков апсурд во општеството или во секојдневието што ни се случува на политички план? Како реагираат тие што се прозвани на некој начин? Па зависи. Голем дел од политичарите уствари реагираат нивните следбеници, да не речам ботовите, најголем дел реагираат, да, етикетирања, омаловажувања, навреди. Понекогаш има и закани, ама не е тоа нешто. Мислам, тоа се пред се лажни профили, ботови, така наречени, така да нема нешто страшно. Има некој интересен пример вака со кој сте се соочиле? Како реакција на некој одреден политичар, може не мора да го именувате, меѓутоа како настан, како... Па, не, баш имаше сега интересно со бугарските пасоши, последно, мислам, односите со Бугарија, имав една доста сериозни закани во инбоксот. После испадна дека е некој човек што уствари средувал за бугарски пасоши, посредувал, ама ништо од тоа сериозно, мислам, или... Го пријавивте случајот во... Не ме ни заплаши, толку пред се беше вулгарен и ништо, мислам, ништо страшно. Може ли во земја каква што е Македонија да не достига инспирација за квалитетен хумор и сатира? Па, мислам дека не. Мислам, искрено, понекогаш е тешко да направиш спин или абсурд од абсурдот, затоа што ние имаме многу често такви вистински вести кои што негде би се гледале како сатира, нас ни се случуваат секој ден, така да пред се е тешко тој да го свртиш, да го направиш поабсурден абсурд, самиот абсурд. А умееме ли ние како граѓани, како луѓе кои 3 децении живееме во самостојна држава, зрееме како демократско општество, да се смееме на сопствена сметка, или сите на некој начин станавме премногу суетни, па повеќе сакаме да му фаќаме сеир на тој другиот? Па најчесто е така. Најчесто сакаме да фаќаме сеир на другиот. Има и луѓе. Тоа се пред се луѓе што не се поврзани со политички партии, што се независни луѓе кои што сакаат да се зезаат и на своја сметка, ама најголем дел од луѓето го избегнуваат тоа и гледаат да исмеваат само други. Кажав и во најавата, вие сте вработен во PR агенција, но сте учествувале претходно во вчерашни вести проектот. Какво е искуството од работата во вчерашни? Па многу интересно искуство, мислам и скроз случајно баш преку вчерашни новости ја најдов сегашната работа. Многу интересно искуство, работиш со многу креативни луѓе, многу смешни, интересни луѓе и беше навистина големо богатство и многу ми помогна за понатамошниот развој. И забавно и смешно во исто време. И забавно и смешно, да. Баш. Еве кажете ни нешто повеќе за вас. Најавив охриѓенец кој живее во Скопје и кој од 10 години веќе е активен на социјалните мрежи, на Facebook пишува интересни статуси.
И како тргнува работата до Кооперација МК, сајтот, платформа која објавува сатирични вести? Facebook отворив 2009-та, негде интензивно почнав да пишувам кога почна затварањето на еден тој процесот, па скроз случајно 2017, крај на 2017 или 2018 почеток ме контактира од вчерашни Бранко, заприметил дел од тие статуси и ме повика на разговор. Разговорот помина супер, па преку вчерашни најдов таму уште еден креативец кој што така пишувавме сценарија, ми понуди да дојдам на разговор во Публици с агенцијата во која што работам сега, па од таму продолжи во Кооперација и еве денес, мислам, ретко кај нас да се случи некој да најде така. Мене ми е супер моментално работата, така да... Таму работиш како копирајтер? Копирајтер, Што значи тоа? Па, од осмислување реклами, од сценарија, правење концепти, буквално до билборди секој текст од една кампања го пишувам јас, ги пишувам текстовите. Значи текстовите. повторно работа со креативата, со оној креативен дел што треба да замисли, да насмее, да изрекламира нешто, да направи маркетинг суптилен, да не биде тоа нападно. Така. Исто како и хуморот, нели? Така. Главното во хуморот е да се одреди дозата, да се погоди. Баш така. Кога пишувате статуси се обидувате да заскокоткате на некој начин, да ги замислите вашите читатели, но без да навредите? Дали внимавате да не ја поминете таа граница? Па најчесто ми е тоа целта, ама има и моменти кога реагираш рефлексно или инстинктивно, па ќе напишеш нешто без мислење, така да има моменти кога ќе навредиш некој, ама најчесто тоа се политичари, така да и кај нас заслужуваат дефинитивно. Се најчесто гледам говор на омраза во никој случај, меѓутоа некогаш знам кога ќе реагирам на некоја голема глупост, знам и да навредам некого. Така, до 2017 никој не ги забележа интересните статуси што ги објавувавте на... Не, имав, ги забележа доста, мислам, од предходниците на оваа власт, нивните ботови ги забележуваат, така да тоа Ама само како навреди и закани повторно? Да. Не, само како тоа, да. И како се справувате со тој говор на омраза што вие го чувствувате како медиум? Па немам некој голем проблем со тоа, ама никој пат не сум пријавувал, мислам и другите што пишуваме во Кооперација, никој пат не сме пријавувале такви работи. Не е ни тоа нешто многу често или нешто многу страшно, така да мислам дека не е никаков проблем. Реагираат така луѓето, кај нас многу се поврзуваат со партиите и тоа е уствари поголемиот проблем, него тоа што можат да окажат во една секунда со чашка ракија плюс или... Вие кога пишувате за абсурдите во политиката, почесто пишувате и генерално, меѓутоа луѓето го доживуваат тоа многу лично. Така. Веројатно ради таа поврзаност на поединецот на единката со партијата. Баш така, тоа е кај нас еден од поголемите проблеми. Многу луѓе мислат дека ако партијата ги вработила, дека тие не работат, туку партијата им ја дава платата, не сваќаат дека тие си ја заработуваат платата, па секој напад врз партијата го доживуваат како напад, личен напад врз нив. И во тоа време на претходната власт ве етикетираа од една страна, сега ве етикетираат од друга страна? Да, тогаш бев платен од Сорос, а сега најчесто унгарски пари, руски пари. Значи повторно пари од надвор? Да, пари од надвор, да. А кој всушност ве плаќа? Па мајка ми и татко ми од време на време така знаат и да, тоа што ќе си го сработам. Така. И во Кооперација нешто. Кооперација.мк е платформа за сатира и хумор. Кога е основана? Колку вести објавувате на дневно ниво или објавувате само постови? И повеќе автори сте таму? Трета година сме сега ќе ни почне трета година, повеќе автори сме. Да, објавуваме на дневно ниво. Периодов не, ама има периоди кога се објавуваат и по 10 вести во денот. Моментално сме малце со позабавено темпо, малце повеќе работа има периодов, ама најчесто ден за ден се објавуваат вести, да. Има случаи кога оние така наречени, кромит вести, односно вести објавени како сатира или како хумор, да бидат разбрани вистински и да не ги препознае публиката дека се всушност сатирични вести, па да бидат толкувани како лажни вести и како говор повторно на нешто што не треба да биде? Баш така, имав голем проблем и тоа беше пред, мислам дека почеток на годината некаде кога излезе дека Мерко во време на пандемија потрошил 23.000 евра за угостителски услуги. Тоа беше ревизорски извештај, што покажа дека општината Струга потрошила многу пари за службени ручеци. Така. Па има вест една дека Мерко изјавил дека јадел на сила за да ги плати угостителите.
Но тоа беше апсолутно сатира за фрканција. Шега. Да, шега. И веројатно некој од новинарите не проверил добро од каде потекнува веста, па одеше некои 3 дена на 2-3 национални телевизии. После тоа реагираше ЗНМ дека треба вестите да се објавуваат со јасен знак дека се работи за сатира, иако првиот збор во текстот веќе беше сатира, ама јаде со сила, така? Јаде на сила за да ги помогне, дури изјава му бара на Мерко, знам од една од телевизиите, знам точно и која телевизија, ама не е битно. И ЗНМ реагираше, ние го сменивме дизајнот и ставивме прилично големи букви дека е сатира, ама тука другиот проблем е тоа што има голем број портали што без најава ги преземаат вестите и го бришат тој дел сатира. Само го копираат и без да ја прочитаат до крај, веројатно. Затоа што на тој начин носи повеќе лајкови, колку што е поапсурдно, е покликано ако се знае дека не е сатирична вест. Што покажува овој пример? Каква е дијагнозата што по овој пример би се дала за времето во кое живееме? Па мислам дека покажува пред се ниска медиумска писменост. Посебно еве и кај новинарите, значи тоа ако почнал од некој новинар, значи тој требал да го провери изворот. Ја покажува најмногу ги покажува поделбите кај граѓаните дека не ги проверуваат вестите, читаат рефлексно и реагираат рефлексно на тие работи во зависност како им одговара во случајот, дали одговара на нивната партија или не одговара. Ајде, еве го отворен на вашиот Facebook профил, односно ако може режијата би ја замолил на екранот позади нас, еве Илче Затараковски, некој статус од 7 декември. Стопанската комора за енергетика, подгответе се, од денеска влегуваме во економска криза, граѓаните на Република Македонија, подготвени сме ние од 1991 година. Исто така истиот ден ќе се формирале нови министерства за новите партнери во владата, направите едно министерство за броење на министерства, да не се испогубиме со бројкиве. Добро, интересно. И Заев во младоста имал бенд со колегите од партија, се викал Празни глави. Ова е аналогија на Африн Гаши, да, Празни музичната джебови. група, да. Так. А да му даеше Заев на Гаши едно директорско место во МАМАС или друго е кој ќе треба да плаќаат неработници со семејни пари, зашто со државни е лесно. Забележувам во постовите дека Охридскиот говор овде зборувате литературно. Така, се трудам. Таму си зборувате на мајчин јазик, си пишувате на мајчин Да, јазик. па полесно ми е, а и имам забележено, имам почесто поголем ефект на дијалект на Facebook. И тоа западните дијалекти имаат Посмешно звучат, веројатно. Веројатно мене ми звучат посмешно источните дијалекти, ама ете мислам на Facebook колку што можам да заприметам, посмешно звучи на западен дијалект некој. Овие него даваме венко, ќе ги вадат вечерва кловноската шминка и шарената перика или со нив ќе спијат. Добро, кога гореа живи луѓе него даваа венко, кога им гори под нозете да си ги задржат функциите и гзот ќе го дадат. Добро, пркосиме за еднаквост, ние сме повеќе од безгласни суштества. Чекајте бе малку другари, вие што со цел ден го тупите дека во политиката нема ништо бесплатно и нема, не сте истите што пред 5 години учествуваа во кампања во која едно од главните ветувања беше бесплатно здравство во цела ЕУ, значи стварно сте флексибилни дечки. Вистински човек на вистинско место, еве го. Кооперација МК, ова е веројатно сатирична вест. Да, веројатно не ја пренесоа поголемиот број медии сериозно. Сопругата на Кастриот Реджепи именувана за специјален преговарач со Европската унија. Ова бидејќи човекот сам ја спомна својата сопруга дека од неа разбрал дека Франција ќе се заложи за датум. Чоколадниот кум се врати, вистина се врати. Едва и чекам да падне снег, да земам да се лизгам со најлоска кеса по удолници, да видат сите кај се милионите. Да. Интересно. Некои имат сев полн со злато, јас имам кеса полна со други кеси, збогум сиромаштија. Ова се однесува на 1 декември. Да. Укинувањето на пластичните кеси во маркетите, така? Так. Да, и доста креативни статуси кои ја засмеваат и ја замислуваат публиката, пред се треба да ги замисли следбениците. Го чувствувате ли ова постирање на статуси како обврска пред вашите следбеници, дека нешто мора да постирате, а некогаш и немате идеја или доволно креативност за да бидете интересен? Па најчесто време. Да, и некогаш стварно и како обврска, мислам, него доживував така. Мислам дека со тек на време како што повеќе го работиш, сите го доживуваат така. Да кажеш нешто, затоа што за толку работи си плукал, еве да речеме, си
давал мислење и сега некогаш ако се случи некоја работа за која што луѓето очекуваат да дадеш мислење, имаш притисок затоа што ако не дадеш мислење, некој ќе рече за ова си платен. Значи, Тоа тоа создава притисок. Да, многу често тоа создава притисок. Да мораш да мора човек да се изјасни за одредена работа, бидејќи ако премолчи сега, а премолчува од недостиг на инспирација веројатно, ќе биде етикетиран веднаш пак во едниот или во другиот табор. Пошто кај нас е многу чест аргумента каде беше кога, заради тоа ако не искоментираш за нешто, чекај ти коментираше за ова, сега не коментираш за ова, истата работа и мораш да си постојан и не чекате наречат дека си платеник. Во секој случај ќе си платеник, ама најчесто така функционираат работите. Добро, факт е дека Илче Затараковски и многу други има многу твитерџи со многу интересни, феноменални статуси се објавуваат секојдневно, што покажува дека во Македонија има креативни млади луѓе, луѓе кои не ја разбираат политиката така како што ја разбира мнозинството од граѓаните за жал, туку кои сакаат да размислуваат со сопствена глава и сакаат да бидат независни во одлучувањето, да не бидат сместени ниту во едниот, ниту во другиот табор. Зошто во такви услови, кога има и креативци, има и публика и жедна и гладна за здрав издржан хумор, не достигаат квалитетни хумористични шоуа налик на она вчерашни како што беше или нешто К15. Порано имавме помал број на медиуми, но имаше се знае поредовна доза. Например на радио беше во едно порано време, во едно минато време она шоуто Хихирику, на телевизија во тоа време беше К15 и беа во редовни дози барем. Беа малку, но беа почести. Сега имаме толку многу медиуми, имаме толку многу социјални медиуми каде секој може да пласира што сака, но не достига хумор во редовна доза. Зошто? Па мислам дека веројатно немаат интерес телевизиите или се плашат дека ако имаш ти хумор, политички ангажиран хумор, да речеме не е само обичен хумор, на телевизија тогаш треба да критикуваш власта и опозицијата, ама мислам дека голем дел од телевизиите се плашат дека таа поделеност кај народот ќе им однесе гледачи ако ја критикуваат власта или ќе им однесе други гледачи ако ја критикуваат опозиција и мислам дека тие калкулации не испаѓаат баш добро за продукција на такви емисии. Моје мислење. Кога би биле режисер, во кој жанр би го сместиле нашево битисување во изминатите 3 децении? Дали тоа би било комедија, пародија, трагикомедија или можеби драма со примеси на црн хумор или нешто можеби сосема друго? Па трагикомедија сме така прилична, примеси на црн хумор дефинитивно и еротика кога е народот во прашање, мислам, односот на власта кон народот има доста еротика, чак и малце по-хардкор во тој правец. Значи не ни е убав жанр. Па мислам дека не, измешан во секој случај, ама не е баш лесен за следење, уште е потежок за живење. Хуморот е вентил за справување со стресот во тешки времиња. Кај нас можеби и во хуморот се најде начин да се најде лошата страна и во хуморот, да се најде нешто лошо. Меѓутоа смислата за хумор е моќна карактеристика и одлика на многу луѓе низ епохите, не само денес и не само кај нас во Македонија, туку и насекаде. Во светот дури познаваме примери каде комичари станале успешни политичари. Може ли и кај нас да се сменат улогите, наместо да се исмеваме со политичарите да станат комичари, а вие луѓето што се занимавате со хумор да станете политичари? Па мислам дека во догледно време не. Мислам дека политиката е толку многу заземена од буквално ние немаме можеби така династии во политика, меѓутоа тие врски, тие наследени функции се вртат толку често така да мислам дека едно 50 години нема шанси да се случи нешто такво. Но еве една Бугарија која ни е блиска по и географски и по менталитет го избра шоуменот Слави Трифунов. Бугарија е во ЕУ сепак. Не мислам во ЕУ. Да. Меѓутоа сакам да речам една балканска земја успеа еден шоумен да се наметне на политичката сцена, па дури нели освои мнозинство, меѓутоа не успеа да состави влада, па мислам дека приликите беа такви и колку време не можеа да составија нели влада и дека буквално на бранот на еуфоријата дури бугарите пробуваат да ги казнат другите политичари, мислам дека на тој начин доби Слави Трифунов мандата, ама мислам дека кај нас тешко тоа може да се случи.
хуморот и сатирата, освен да ги предизвикаат тие, како што ги нарековте, партиски ботови, односно партиски следбеници, така жестоко да реагираат и да напаѓаат, може ли да направат и нешто продуктивно, благородно, односно да иницираат едно помирување во општеството, едно сближување, бидејќи сме како народ поделени по сите основи, Так. етничка, политичка, сега. расна, полова, сега и по вакцинирани и невакцинирани, па да. дури и кој со која вакцина е вакциниран, Баш. кој во што верува. Може ли хуморот тука да направи некакво сближување односно омекнување на тие заладени ставови? Требало да може, тоа е и функцијата на хуморот, ама не знам колку кај нас би имало тоа ефект. Дали таа поделба не е преголема за луѓето да можат трезвено да го примат тоа што пораката што сакаш да им ја пренесеш, да размислат тоа што сакаш да им го кажеш. Мислам дека има моќ, има потенцијал, меѓутоа треба време за тоа. И медиуми, и емисии, и присутност пред се. Некогаш кога пишувате некој Facebook статус, кога споменувате политичар со име и презиме, сте се замислили ли како реагира политичарот и дали воопшто го чита тој статус или веднаш се пушта таа партиска машинерија да почне со навреди, со омаловажување? Дали лично политичарот некогаш ги чита вашите статуси и статусите на другите фейсбукџи, твитерџи, оние кои пишуваат сатира на социјалните мрежи и дали како ги доживуваат, што мислите? Само кога се во опозиција мислам дека ги читаат. Тогаш се и присутни, затоа што кога се во опозиција, најчесто ти пишуваш за власта и тогаш им одговара тоа и доаѓаат да коментираат за да го распалат, мислам. А кога се лично прозвани, мислите? Не, мислам дека не ги читаат. Мислам дека има доволно големи армии за тие да им ја вршат таа работа, ама не мислам дека некој им пренесува. Валјда не, се надевам дека... Ама би било здраво и тој што е спомена да си го прочита коментарот за себе, за да веројатно си го прошири видокругот на гледање, да не биде затворен во кабинетите и оставен надвор од реалност. Да, те разбирам која ти е поентата, ама не знам дали кај нас имаме такви политичари. Не сум баш сигурен. Дали секој од нас може да биде духовит? Дали е тоа вродена карактеристика, талент, дарба или се развива хуморот со време, бидејќи мислам дека секој може да биде духовит. Јас никој пат не сум се сметал за нешто посебно духовит тип, ама ете на моменти знам да насмеам некого, мислам дека секој може. Ако работи на тоа, пишувањето е талент и како и во секоја друга работа и вежбање. Освен тоа што сме гладни за хумор како нација, сме и рекордер по антидепресиви. Веројатно им е полесно на граѓаните наместо да чекаат здрав и издржан хумор или да го бараат по социјалните мрежи, да посегнат по антидепресиви или по алкохол или да отидат во најблиската облажувалница и таму да го истресат стресот. Полесно. Така е за жал. Да. Не мораш да мислиш во тој случај. Така, додека разговараме, веројатно една од темите што се врти долу во аголот на екранот е светот опстанал затоа што се смеел. Тоа не случајно го пишавме, бидејќи станува збор за мото на Музеот на хуморот и сатирата во Габрово, пак соседна Бугарија. И веројатно е најсоодветен приказ за епохите низ кои светот поминал и дека навистина хуморот и сатирата датираат уште од антички Рим. Преку Цицерон кој бил говорник, меѓутоа често го користел хуморот како начин да ги привлече масите да ги слушаат неговите говори. Потоа нели и многу врвни државници, спомнавме. Така. Винстон Черчил е многу оригинален, имал оригинална смисла за хумор. Чарли Чаплин рекол ден без смеење е залудно потрошен ден. Што ве смее вас? Вас лично имате ли вие некои автори на социјалните мрежи што ги следите за вие да се насмеете? Па да. Има полно луѓе. Мислам, јас сум фейсбукчија пред се, немам Твитер, така да на Фейсбук гледам пред се. Божидар Божиновски е супер моџо, него го читам доста често. Има многу луѓе. Многу супер луѓе има на Фейсбук. Кој од странците, имате некои странски списанија или хумор и сатира, специјализирани платформи за хумор и сатира странски? Српски следам, Newsnet се супер, Зоран Кесич 24 минута исто го гледам, тоа е супер. Плјаш гледав, сега моментално е откажано, така да пред се српски, хрватски има доста,
а за странски немам време многу да пратам. Гледам доста стендап, ама не е тоа нешто постојано. Да, го спомнав и Зоран Кесич, дали српската политичка сцена е поподатна за хумор од нашата или нашата има еднакво доволно предизвици за коментирање? Има доволно предизвици, ама мислам дека србите се шампиони. Мислам дека тоа што се случува таму го нема никаде, посебно тие ликови што се во политика, имаме и кај нас локални шерифи и такви секакви ликови, ама во Србија мислам дека се шампиони. А бидејќи сите луѓе на светот се смеат на ист јазик и дека единствено ние луѓето се разликуваме од цел жив свет на планетата само по тоа што само ние имаме способноста да се смееме, веројатно колку што е тешко, толку и лесно и толку и забавно да се биде на некој начин човек кој пишува интересни статуси на Facebook, бидејќи не само одговорност, туку и има и некој бенефит, односно бенефит во смисла на само задоволство, на нешто дека сте успеале да ги заскокоткате, а веројатно и да ги освестите следбениците, да ги замислите за апсурдите со кои се соочуваме. Па да, ама во секој случај тоа колку што е добро и лошо, затоа што тоа дава една лажна слика за сигурност и за себевреднување, посебно лајковите, сепак јас сум малку повозрасен, ама кај помладите генерации мислам дека Фејсбукот има шанса да стварно да создаде луѓе со големи проблеми кои што ќе се вреднуваат спрема бројот на лајкови, а не спрема тоа што го постигнале во животот, ама во секој случај секој што е на Фејсбук е таму за внимание и го пишува тоа за да добие внимание, да добие некој лајк, не на крај се сведува на тоа. Добивате редовна доза на коментари после секој ваш објавен Facebook статус или зависи од статусот? Што допира, која тема третира? Така, зависи од статусот. Кои се најкоментирани? Па пак тие со политичарите, веројатно. Политичарите дефинитивно. Какви се коментарите? Има освен навреди и омаловажување, има и креативни коментари кои се надобрзуваат? Има многу креативни, да, кои што може додат во недоглед со такви зезања, така да стварно не е само статусот, него и комуникацијата со пријателите е многу интересна. До недоглед буквално оди тоа зезање. Илче Задраковски, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телма. Ви посакувам многу инспирација и креативност на сите полиња. Фала многу.